Дезинформации. Креативно замаглување на умот. Доаѓа септември, а со него и домашната традиција на правење ајвар. Замислете да треба да се збогуваме со оваа пракса карактеристична за нашиот народ, уште првата есен по пристапувањето во Европската Унија. Ајварот со години е дел од листата на аргументи на скептиците за членството во Унијата, кои што тврдат дека тоа ќе значи крај и за варењето ракија, а камоли пак за говорењето на македонскиот јазик. Ваквите своевидни аргументи дополнително ги подгреваат дезинформациите, кои се чини не заобиколија ниту една од поглавјата на Европската Унија, но што всушност ќе значи членството за нашите традиции, односно дали воопшто постои поврзаност меѓу нив. Каква е одговорноста на властите во борбата против дезинформациите и треба ли да стравуваме од уништување на македонското законодавство? За ова и многу повеќе разговараме со аналитичарот Андреја Стојковски. Денеска разговараме со Андреја Стојковски, извршен директор на Преспа институтот во врска со дезинформациите поврзани со Европската Унија. Андреја, верувам ќе се согласиш со мене дека за членувањето во Унијата доста често е дел од реториката на македонските политичари, па во морето вести кои доаѓаат до јавноста, кои се најчестите дезинформации кога станува збор за пристапувањето на земјава? Веројатно премногу долго се наоѓаат во јавноста како говор или како обраќање на македонските политичари, меѓутоа исто така веројатно не доволно соодветно се третираат информациите до кои што доаѓаат. Ако бараме дезинформации, тогаш веројатно не би можеле да избегнеме ниту еден период од осамостојувањето на Македонија до денес. Дел сум од процесот од 2000-та година па наваму. Тогаш зборувавме за митови и легенди за пристапувањето во Европската Унија. Денес веќе истите тие митови и легенди ги нарекуваме дезинформации. Например, можноста да заколете свиња во домашни услови и да го користите месото, можноста да печете ракија во домашни услови и да ја користите. Тоа се веројатно некои основни дезинформации кои што во минатото се нарекува митови. Денес, меѓутоа, среќаваме многу поинакви од типот на Европската Унија е целосно затворена за прием на нови членки, до, не знам, ајде да употребам веројатно најновата дезинформација која што актуелната влада ја пласираше во време на изборната кампања, тоа е дека по смената на владата ќе има репреговарање на преговарачката рамка и преговарачката рамка ќе се промени. Некои наоди кои што беа презентирани од страна на граѓанскиот сектор покажаа дека расте евроскептицизмот кај граѓаните. Дали дезинформациите впрочем имаат некаква улога во ваквата нова состојба? Најнапред да разграничиме една работа, а тоа е дали има евроскептицизам или пак станува збор за некој друг тип на чувство. Јас повеќе верувам дека станува збор за друг тип на чувство. Например, мислам дека нашите граѓани се веќе заморени од тоа колку долго ние пристапуваме во Европската Унија и се уште не сме членка на Унијата. Меѓутоа, затоа што, например, евроскептицизмот пак предпоставува дека имате некакви здрави критички погледи или пак барате дополнителни информации или пак се обидувате да погледнете на работите од другата страна. Затоа велам повеќе можеме да зборуваме за замородошто за вистински евроскептицизам, меѓутоа за негативни чувства на граѓаните кон Европската Унија, одбивање за пристапување или пак поголема недоверба кон Европската Унија, дефинитивно можеме да направиме корелација помеѓу различниот тип на дезинформации кои што се пласираат во јавноста и чувството на граѓаните кои што ги имаме. Се разбира, не смееме да заборавиме на придонесот на самата Европска Унија и на должината на нашето пристапување.
Да, еве како што споменавте и самиот различни типови на дезинформација имавме, некои беа баш во политички контекст, некои кои што се шират се од практичен аспект. Ќе стигнеме и до тој коментар, но ајде прво да ја видиме улогата на властите во борбата против дезинформациите. Како властите би можеле да се борат против оваа појава, значи не само централната власт, туку и локалните. Ако знаеме дека и тие често користат европски пари за да спроведат проекти од јавен интерес. Најнапред треба да бидеме, да очекуваме искрен пристап на било која власт кон Европската Унија и пристапувањето, особено кон користењето на европските пари за спроведување на проекти кои што се за доброто на државата и на нашиот пристапен процес. Најнапред, не можете да очекувате дека некој ќе ви даде помош, која што често пати завршува во пари, или пак се представува во парична поддршка за спроведување на определени процеси, кои што треба да придонесат за наша трансформација како држава, а потоа да ги напаѓате истите тие донатори и да велите дека тие ви се мешаат во внатрешните работи. Тоа е едниот начин кој што било која власт би можела да го преземе или да го прифати како начин за правилно користење на средствата. Сега, за да бидам доволно јасен, би морал да кажам дека не смееме да зборуваме само да го гледаме ова како пракса или како напад кој што власта може би го има кон некои донатори, туку како модел на однесување кој што потоа го пресликуваат обичните граѓани. Начинот на однесување на политичарите најчесто го преземаат граѓаните и тие го поддржуваат. Оттаму како политичарите се однесуваат или власта се однесува кон Европската Унија и кон пристапувањето, така ќе се однесуваат и граѓаните. Значи мораме да очекуваме дека властите ќе бидат честни во односот кон Европската Унија. Понатаму, ако погледнам низ собственото искуство од минатото, во почетокот кога почнував со работа и додека бев во последните години на студии на факултетот, активните донатори во држава, во тоа време се уште зборувавме за фаре помош од Европската Унија, очекуваат дека секој корисник на средства од странска донација добро тоа ќе го рекламира. Не заради потребата дека треба да се рекламира, затоа што да се разбереме, тие средства ќе дојдеат до државата секако, туку за потребата да се објасни на граѓаните дека некој нам како држава ни помогнал за определени реформски процеси да спроведеме. И тука е веројатно најдобриот начин како можеме да гарантираме дека ќе има многу помалку дезинформација и ќе има многу помалку злоупотреба на податоци или пак на процеси кои што се случуваат. Јаката транспарентност на институциите исто така може да биде добра шанса или добра алатка за борба против дезинформациите. Нашата централна база за податоци на странска помош, например, ја поддржува британската влада. Процесот на регистрација на нови проекти и ослободување од данок на додадена вредност е исто така поддржан од британската влада. Проект кој што беше активен доскоро и база која што или процес на регистрација кој што е дигитализиран во целост и е се уште активен. Меѓутоа базата на податоци за странска помош не е ажурирана од 2014 година. Незнаењето на тоа од каде доаѓаат средствата и како доаѓаат средствата, не толку незнаењето, туку немање на информации на македонски јазик или на јазиците на граѓаните кои што живеат и ги говорат во државата, го дава тоа како можност да имаме што повеќе злоупотреба на податоци и се разбира злоупотреба на пари.
Сега кога сме веќе кај борбата против дезинформациите, самата Унија, како една алатка во оваа насока, го донесе законот за дигитални услуги. Кој е вашиот впечаток? Дали овој закон веќе ги дава ефектите во ублажување на ризиците од дезинформациите и дали воопшто регулирањето на една ваква област може да помогне до јавноста да дојдат што повеќе проверени и точни информации? Законот, односно, законот беше усвоен минатата година, започнува со целосна примена од 17 февруари оваа година, така што се уште не можеме да зборуваме за некаков успех во спроведувањето. Се уште има простор во кој што државите членки треба да се доусогласат, треба да се измери некаква статистика во процедурите. Меѓутоа, сигурен сум дека имплементацијата ќе биде сериозно следена. И знам дека ЕУ барем е организација која што многу лесно и многу брзо ги учи лекциите, така што во овој момент кога ќе се соочат со било каков проблем ќе најдат механизам како тоа да го подобрат или начин како да ја подобрат примената на законот. Она што за нас е важно како држава која што се наоѓа во процес на пристапување, потребно е овој закон да биде што поскоро транспониран во домашното законодавство, за да можеме да гарантираме дека и нашите граѓани ќе имаат добри информации и точни информации и ќе ги уживаат бенефитите од ваквата заедничка политика на Европската унија. Изминатиот период се појавија повеќе дезинформации во врска со земјите кои што се членки на Унијата, меѓу нив и онаа дека Германија и воопшто самата Унија не го признаваат македонскиот јазик. Кој е вашиот коментар во врска со ова? До сега во изминатиот период главно дезинформациите поврзани со Европската унија и со сите прашања или аспекти на нашиот идентитет беа или на пристапувањето беа фабрикувани во рамките на одредени политички субјекти, односно од одредени политички субјекти. Мислам дека за мене и за голем дел од нашите граѓани ова е апсурд, но има се уште голем број на наши граѓани кои што подлегнуваат на ваквиот тип на дезинформации. Мислам дека е исто така смешно да очекувате дека Германија или било која друга држава тоа ти треба постојано да го коригира, да ги демантира ваквите креатори на дезинформација. Ако се сеќавате, имаше еден пратеник кој што во моментов е избран за потпредседател на парламентот, се служеше со ваков тип на дезинформации, па потоа се јавуваат државите членки за да го демантираат. Тоа меѓутоа не е убава пракса, не можете да очекувате дека тоа постојано ќе се случува. Треба да има одговорна власт, без оглед од која политичка партија, и одговорни политичари кои што ќе се обидат да го заштитат нашето пристапување, затоа што тоа е нашиот повисок интерес. Членството во Европската унија е повисокиот интерес од политичките интереси на одредени политички субјекти. А кога сме веќе кај пристапувањето кон Европската унија, во меѓувреме се споделуваше и измислената изјава на шефицата на комисијата Урсула фон дер Лајен дека нема да има проширување на ЕУ во следните 15 години. Кој би бил вашиот коментар во оваа насока? За ова, веројатно и за предходното ваше прашање. Германија најнапред имаше декларација усвоена за Македонија, за која што гласаше огромно мнозинство во германскиот Бундестаг. Изјавата на шефицата на Европската комисија воопшто не зборувала за датуми за проширување. Советот зборуваше за датуми за проширување и веќе циркулира утврден датум или утврден период за проширување 2030 година. Постоеше една несретна изјава на предходниот председател на Европската комисија
кој што изјави дека во неговиот мандат нема да има проширување, меѓутоа такво нешто, таквите изјави завршија уште во 2018 година, кога започнаа да се разгледуваат и да се кројат новите стратегии за проширувањето на Унијата и на Унија која што ќе го обединува целото европско тло. Повторно ќе речам, треба да очекуваме посветеност на нашите политичари кои што ќе се обидат да го заштитат процесот на пристапување од било кои други политички индивидуи кои што ќе се обидат да остварат минимална политичка корист за себе или за сопствената политичка партија, затоа што пристапувањето е сепак национален интерес. А освен изјавата на Урсула фон дер Лајен, за која се испостави дека е измислена, беше пренесена или споделена и наводната изјава на Макрон, дека на Северна Македонија треба да и се каже и нема проширување до 2040 година. Како гледате на дезинформацијата од овој тип и која би била сериозноста од истата? Едноставно е да се злоупотребуваат европски политичари, особено едноставно да се злоупотребува Макрон за ваква изјава, причина што ние имавме негативно искуство како држава со Макрон во процесот на пристапувањето. Се сеќавате на француското вето, кое што патем речено дојде после германското вето, а после тоа се појави бугарското вето, кое што очигледно беше сокриено зад овие претходните две. Пак ќе речем, лесно е да се злоупотребува Макрон за ваков тип на изјави. Она што можем да го кажам е дека убеден сум дека се уште не сме толку важни за Макрон или било кој европски лидер да мора да се бави со нас и да испраќа директна порака до нашава држава. И тоа треба да биде главната порака до сите кои што би можеле да поверуваат на дезинформација од овој тип. За сите оние кои што ги креираат дезинформациите за лична корист, мислам дека треба да им се најде начин како да запрат, меѓутоа повторно за тоа треба искрена и одговорна власт која што ќе се обиде да го заштити пристапувањето како национален интерес. Меѓутоа, освен овие дезинформации кои што се во политички контекст, имавме и едни други од практичен аспект, односно одеа во насока на тоа дека за членувањето во Унијата ќе ги уништи нашите традиции, па дека ќе се изгубат обележјата на македонскиот народ. Се одеше дотаму дека пристапувањето во ЕУ ќе значи дека веќе нема да можеме да правиме ајвар или да вариме ракија. Дали ова се типови на дезинформации кои што полесно некако доаѓаат до луѓето, бидејќи можеби се почувствителни во врска со ова? Овие се сега веќе смешни, затоа што во почетокот на овој век, во почетокот на 2000-тите, за вакви дезинформации зборувавме како за митови и правевме митбастинг активности во граѓанскиот сектор, објаснувавме што во суштина се случува и зошто Европската Унија одредила или регулира одредени процеси кои што ги објаснуваме или ги поврзуваме со наши традиции и одбележја на народот и идентитетот. Ако треба да ги третираме како важна традиција или како одбележје на идентитетот, тогаш најдобриот одговор е потсетувањето на мотото, на слоганот на Европската Унија, обединети во разликите. Секоја ваква карактеристика е различност, а ако Македонија сака да го заштити правењето на ајварот или пак одредени типови на ракија, тогаш треба да стане членка на Европската Унија пред било која друга држава од регионов, за да не се соочиме повторно со заштитен процес или со нека друга сличност. Пред неколку недели видов објава на Taste Atlas,
кој што ги рангираше најдобрите мезиња, типс во макала. Во најдобрите макала на трето место беше лесковачки ајвар, па на петто место беше македонски ајвар. И сега, дали ќе се соочиме со уште една изгубена шанса да го прикажеме ајварот како дел од нашата култура и традиција или дел од нашиот идентитет? Унијата не се бави со регулирање на ова и нема да ни забрани ништо од ова, се додека производите кои што ги произведуваме дома ги користиме за сопствена употреба. Унијата се грижи за здравјето на сопствените граѓани и регулира како во рамките на заедничкиот пазар производи кои што се произведуваат ќе можат да се тргуваат ако го загрозуваат здравјето на нејзините граѓани. Не и ако се користат за домашна употреба. И оттаму правењето, печењето ракија за домашна употреба може да биде штетно, меѓутоа станува збор за личен избор на еден граѓанин или на едно семејство. Правењето на ајвар може да биде штетно само по животната средина, бидејќи вообичаено користиме друг тип на загревање, печки на дрва или пак на некои други алтернативни, условно кажано, горива кои што го загадуваат воздухот повеќе, инаку нема зошто Европската унија да се бави со нас и со регулирањето на ова или забраната на вакви производи. Меѓутоа, покрај ваквите дезинформации имаше и наводи дека ЕУ би се занимавала со уништување на македонското законодавство преку донесување на нова стратегија. И впрочем со ова прашање јас би го заокружила ваквиот разговор. Треба ли да стравуваме од еден ваков стратешки документ? Нема апсолутно никаква грижа или потреба од било каков страв за загрозеност на нашето законодавство. Нашето законодавство ќе биде подобрено со европски стандарди. Голем дел од актите на Европската унија бараат македонско законодавство за да можат да бидат во живот. Оттаму нема апсолутно никаков простор за страв дека македонското законодавство ќе страда поради членството во Европската унија. Напротив, треба да бидеме посигурни дека законодавството ќе биде на ниво на највисоките стандарди, бидејќи демократијата, владењето на правото во голем дел од државите членки на Европската унија се највисоко оценети. Така, Андреа, ви благодарам што се одзвавте на поканата за ова интервју. Се надевам се слушаме во следна прилика за коментари и аргументи околу вакви прашања од јавен интерес. Благодарам и на вас на поканата. Овој аудиоматеријал е подготвен од страна на Радио Канал 77 во рамките на проектот Дезинформации и креативно замаглување на умот, поддржан од програмата за дигитален активизам на TechSoup Global.